во апостолот има многу места кои се може би попоучни за толкување. Меѓутоа, ние го одбираме секогаш четивото што се чита во недела. Тоа е напишано во календарчето, од која глава се зема и од кој стих на апостолот, и затоа се држиме секогаш за тоа, за да го прочитате. Многу е важно, ако имате можност да го прочитате и апостолот и Евангелието пред да го толкуваме истото. Сега, браќа и сестри, стигнавме до посланието на Светиот апостол до Коринтијаните, ама второто послание. И вели во него, како што слушнавте, а оној што не помаза во Христа, не утврдува во вас, е Бог што не помазува во Христа и не утврдува со вас. Што значи? Дека помазанието што го правиме на крштение, со миро, со свето миро, и велиме печат на дарот на Духот Свети, е токму земено од овој дел на посланието до Коринтијаните од Свети апостол Павле. Духот Свети е печат наш, и тоа го кажува во наредниот стих. Вели, тој не запечати и ни го даде залогот на Духот во нашите срца. Што значи Духот Свети не е нешто што ние го заслужуваме. И секој според неговите заслуги добива од Духот Свети. Духот Свети ни го дава Господ Завадијала. Ни го дава како потенцијал на светото крштение. И во него се собрани сите дарови. Не поделен дар, не како што вели нека митологија, трите нареченици му даваат одредени дарови. Туку сите дарови се во Духот Свети, ама некои дарови повеќе ќе ги развиеме, некои дарови помалку ќе ги развиеме. Важно, тој печат на Духот Свети ни го дава Господ. Не е од нас, не е од нашите родители, не е наследен, со други збори, не е во нашата ДНК, туку се добива само на крштение. И затоа е потребно да се крштеваме за да влеземе во црквата, за да го добиеме тој печат на дарот на Духот Свети. А јас го повикувам Бога за сведок на мојата душа, дека само за да ве поштедам, досега не дојдов во Корин. И како да не поштедиш? Зошто не доаѓаш? Некој сакана личност не ни доаѓа за да не поштеди, да не имаме некој трошок, некој поголем за храна или за ноќавање, затоа не доаѓа. Не, браќи и сестри, не доаѓа зашто присуството на еден совршен лик, како што е Свети апостол Павле, другите ги поставува во незгодна ситуација. И употребено е правилно да може да ги посрами другите. Да се засрама зошто тие не се како него. Зошто Свети апостол да биде совршен маж, а овие другите да заостануваат? Но не дека ние господариме со нашата вера, туку сме само сотрудници на вашата радост, бидејќи во вера вие стоите цврсто. Што значи ги потикнува апостол Павле? Колку коринтијаните стојат цврсто во верата, се почетници во верата.
неколку години се оверата. И сите знаеме колку е долго потребно некојаш да се биде совршен во верата. Меѓутоа, со тоа што не ги укорова, тој ги потикнува на уште поголема стапалка на совршенство. Затоа е потребно да ги разбираме духовно овие совети на апостол Павле. Ако човек ги гледа само трезвеноумно или телесно, тој ќе ја заклучи поинаку, што лице им прави апостол Павле на коринтијаните, дека не им треба ни показателство во верата и поддршка во верата, дека тие стигнале за неколку години да бидат совршени во верата. Тоа е цврсто, ама потенцијално, тоа го гледа апостол Павле, дека добро за 1, 2, 3, 5 години тие стигнале до таму, и тоа е добро. До крајот на животот ќе стигнат да бидат уште посовршени. Тоа само духовен маж, односно духовен човек може да го осети и да го види кај другиот. Дека на добар пат сте, ама ви треба уште време, со други зборови. Не можете и не треба никој од нас да се замислува дека е совршен. Затоа совршеноста прво следи после крајот. Никој не се прогласува светител пред да го заврши овој живот. И тоа неколку години после тоа може да се очекува да се прогласи за светител, зашто се гледаат сите дела негови. Една мала расиплива работа ако има, може да го расипи целиот живот на човека. Па во себе решив да не доаѓам. Пазите, реши апостол Павле да не доаѓа. Не зашто ќе ги стави на трошок коринтијаните, тие се радуваат во тоа да потрошат за некој што ќе ги поучи. Туку за да не ги стави во искушение да мислат дека не стигнале да бидат спордувајќи се со него, кој е совршен маж, да речат дока стигнавме ние за толку години, од колку години го живееме Евангелието, ама не стигнавме да бидеме колку апостол Павле. Зашто вели, ако јас ве нажалам, тогаш кој ќе ве зарадува? Ако не оној кого сум го жалостил. Значи, ако во него очекува дека треба да им донесе радост, а тој ги нажали, кој ќе им донесе радост тогаш? И затоа не доаѓа, значи не затоа што нема попречене или не знам како во други посланија што пишува за некаде на друго место, туку овде намерно не доаѓа. Ова истото ви го написав, така кога ќе дојдам, тој не вели не доаѓам, ќе дојдам некогаш. Така кога ќе дојдам, да ме ожалостат оние кои треба да не ме ожалостат оние што треба да ме зарадуваат. Значи, жалост е за духовниот раководител и пастир, кога неговите деца назадуваат. Не гледа тој во друго нешто придобивка, не гледа во нешто друго напредок, како што некој град кариера, да кажеме, да биде успешен во банкарството или да биде успешен во програмирањето, денеска е некако популарно тоа. Туку апостол Павле гледа да биде успешен во тоа што ќе им го долови словото на оние кои ги родил во Духот Свети. Бидејќи сум уверен во сите вас
Мојата радост е радост за сите вас. Ќе се осврнам на радоста, браќи и сестри. Многу луѓе се принудени да жалат со тој што жали. Не можеш да одиш на погреб и да се радуваш. Nije нити подготвено срцето на човека за такви екскурзии. Меѓутоа да се радуваш, оној што се радува, малку е тешко. Вели свети Јован Златоуст, не е тешко да бидеш жалосен со тие што жалат. Тешко е да бидеш радосен со тие што се радуваат. Зашто постои многу надпреварливост една помеѓу луѓето и велат зошто на еди кој си му е радосна состојбата. Дури има такви зли луѓе што сакаат зло да му направат на некој што е радосен само да не се радува. А овде апостол Павле убаво кажува дека да се радуваш со некого кој се радува за нешто е поголемо толку да тажиш за некого кој тажи за нешто. Да тагуваш со некој е некако скоро природно. Самата природа не победува. Како што реков, не можеш да одиш на погреб и да кажеш вицеви таму и да се радуваш. Ако има и такви, може би луѓе, ма тоа е ненормално, дури за природата човекова. Ама да се радуваш со некој што се радува, треба внутрен труд да направиш. Затоа што постои некаква завис, суревнивост со луѓето. И вела, зошто овој да се радува? Ете, на тоа не потикнува апостол Павле, да се радуваме со оние што се радуваат. Зашто од голема жалост и со болка во срцето ви пишувам низ многу солци, за да не ве ожалостам, за да ја познаете преголемата љубов што ја имам кон вас. Што значи, тој може да жали, тој може да рони солзи и од солзите дури да пишува послание. Ама тоа кажува е од љубовта, тоа не е затоа што ви љубоморам, затоа што ви завидувам. Има и такви луѓе од завист, значи плачат. Завист кон некого, зошто овај нешто има, поли поседува и плачат. Не вели апостол Павле, не плачам од тоа, плачам од жалоста која во суштина претрпувам заради вас, за да напредувате. Тоа е друг вид на жалост, тоа не е суревнивост со некого. Тоа е жалост која им дава на луѓето мотив за да бидат подобри. Затоа потребно е секогаш да се трудиме овие зборови на апостолот Павле и неговото искуство да го примаме како свое. Тоа е важно и многу важно ако сакаме да напредуваме во духовниот живот. Зашто свети апостол Павле е совршен маж, кој може да ни даде, да ни пренесе, да ни го даде искуството кое го стекнувал како зрел маж, со зрело учење на христијанството и со права вера. Милоста Божја нека биде со сите вас. Амин.